Затворот Чутка не е мексикански картел. Никој не прашал дали таму Артан Груби ќе биде безбеден. Ставот на затворот е дека се задолжени и ја гарантираат безбедноста на секој притвореник и затвореник, што впрочем и беше посочено по првичните проверки пред Груби да биде сместен во келија со уште еден притвореник. Во тоа се опфаќа спречување на насилство и малтретирање, обезбедување, здравствена заштита и хигиенски услови, контролирано движење во рамките на установата, како и можност, истите притвореници или штитеници да пријават закана или опасност. Цврсто и гарантирано и најодговорно тврдам дека безбедноста е загарантирана. Да, ова не е мексички картел, па кој што сака и како сака да работи. Поострите реакции, обвинителството кое бараше олеснување на мерката ефективен притвор, сега се правда. Тврди дека така постапиле бидејќи МВР и АНБ дале оценка за загрозена безбедносна состојба на Артан Груби. Но според извори на Алфа, АНБ ги посочи листите околности за безбедносни закани за Груби како пред повеќе од една година кога тој ја напушти функцијата прв вице-премиер. Впрочем, такви оценки има за секој поранешен функционер кој имал висока позиција. Таквите околности не значат дека Груби нема да биде безбеден во затворска келија. Од МВР кратко одговараа дека информациите со кои располагаат им ги доставиле, а за сите понатамошни мерки одлучуваат обвинителството и судот. МВР согласно своите законски надлежности ги сподели со јавното обвинителство сите информации и сознанија со кои располагаше, а кои се однесуваат на конкретното лице, вклучително информациите од АНБ. Во понатамошната постапка одлуките за барање и определување на мерките ги носат исклучиво надлежното обвинителство и судот. За обвинителството пак и кухниот притвор е притвор ако е по 24 часовен надзор од полицијата. Согласно законот за кривична постапка, мерката куќен притвор, особено кога се реализира со 24 часовен надзор, е исто така притворска мерка, која не се издржува во затворски услови само затоа што постојат специфични услови за тоа. Таквите услови во конкретниот случај беа исполнети, бидејќи по проценка на надлежните органи МВР и АНБ постојат сериозни информации дека во притворското оделение не може да се гарантира личната безбедност на овој осомничен. Во меѓувреме, полициски службеници го обезбедуваат домот каде спие Груби. Адресата во Скопски Чаир, која екс-вице-премиерот ја има пријавено како место на живење, ќе биде по 24 часовен надзор од полициските службеници во следните 30 дена, колку што определи Скопскиот кривичен суд. Судијата на претходна постапка законски немаше можност да му ја остави мерката ефективен притвор, бидејќи предлогот за олеснување дојде од обвинителството. Истрагата за набавка на ВЛТ апарати за државната лотарија е завршена, а сомнежите се за штета од над 8 милиони евра. Првоосомничен е екс-директорот на државните игри на среќа Прпарин Бајрами, кој е во бегство. Вторе Груби се товарат за проневера во службата. Четворица од лотарија се гонат за злоупотреба на службената положба.